Депресијата е последната станица, последниот нокдаун, последната темнина, која што се исправува пред тебе со една и единствена цел, да ја видиш твојата светлина. Доколку не ги познаваш карактеристиките, природата на твоите мисли, природата на твојот ум, како најсовршен божествен механизам, ти секогаш ќе бидеш во конфронтација со истиот. Затоа луѓето, не можејќи да се справат со сопствениот ум, имаат потреба од постојана интоксикација, односно да се малку пијани за да може да се справат со сопствената природа која воопшто не ја познава. Депресијата расте и живее и цути кога ти молчиш, кога не споделуваш, кога не искажуваш болката, едноставно кога таа стои внатре и никако не може да излезе. Едноставно ја чуваш внатре и не ја покажаш, ја криеш, таа тогаш цути. Едноставно ужива кога тоа го правиш ти на себе си. Моментот кога ќе сакаш тагата да ја излееш, луѓето имаат различни механизми. Еден од најдобрите механизми е да излееш преку песна, преку запис, значи пишуваш нешто, преку уметност, преку цртање, преку садење, значи садење цвеќиња, преку било што, само таа да излезе. Едноставно проговори ја, напиши ја, помоли се. Не дозволувај таа огромна енергетска блокада да стои во тебе. Тоа е првиот процес, познание дека тагата е енергетска блокада и комплетно запушување на сите твои енергетски канали. Процес број 2. Во што се убедуваш ти? Дали ги имаш следниве мисловни програми? Не сум доволно добар, не сум доволно добра. Не можам да бидам среќна. Страдањето е се она што знам. Не можам да бидам успешна, морам да бидам јака. Морам да издржам. Јас сум слаба, јас сум небитна. Јас сум неважна. Мене никој не ме цени, мене никој не ме почитува. Мене никој не ме вреднува. Доколку ги имаш овие подсвесни мисли и програми, по автоматизам, енергијата ќе се поврзе со овие твои мисловни програми и едноставно ќе се всели во твоето тело, во твојот ум и во твојата душа. Иако твојата есенција е чиста светлина, покриена е со овие мисловни програми. Процес број 3. Алхемија или трансмутација. Трансмутација значи промена или претворање. Алхемија, трансмутација или промена на овие мисловни програми преку служење. Само во поновата историја сме сведоци на еден индивидуализам. Во сите претходни општества луѓето живееле во заедници, кои што биле повеќе бројни семејства и се помагали и се поддржувале едни со други. Само во поново време сме едноставно наклонети кон некаков индивидуализам. Нешто да земам за себе, јас да бидам среќна. Нешто постојано поврзано за мене и моето лично искуство. Сите записи што ги знаеме, луѓето живееле во заедници, се согласувале на начини на кои што знаеле и умееле, си помагали и соработувале колку што можеле по. Базата на заедници и помагање на другите и служење на заедницата е еден од начините на алхемија, на трансформација на депресијата. Отсуството на споделување помеѓу луѓето, поддршка на другите, е огромен учесник да тагата се всели во тебе.
Значи, процес број 3 обработува дека служење може да биде било која мала работа, помагање на другите и поддршка било која минимална работа. Значи, може да биде една насмевка, може да биде еден обичен геврек да го подариш на некому. Ете, било каква помош и соработка кон другите. Секое отсуство, секое да кажам, приграбување или некаква крајна себичност и само свест за себе си, а отсуство како другите се чувствуваат и што им е на другите потребно, е еден од главните фактори да навлеземе во оваа темнина, така наречена темнина, наречена тага, депресија и чувство на беспомошност. Зошто се јавува чувството на беспомошност? Бидејќи ние немаме механизам, никој не научил, дека ние воопшто не сме беспомошни. Ние имаме сите алатки во нас, цела светлина што ние можеме сами да се извлечеме. Сите процеси што ги слушаш овде заедно со мене се всушност тоа, како ти сега сама на себе си да си помогнеш. Едноставно да дојдеш до тие алатки, како во дадена ситуација да не упаднеш во најниската вибрација, фактички тага и депресија, откажување, безнадежност, едноставно сама да излезеш со помош на овие процеси и алатки од таа состојба. Но зошто упорно ние само упорно се вртиме околу темата да излезеш? Затоа што ако останеш во вибрација на тага и на депресија, таа едноставно се укотвува во енергетското, електромагнетното твое поле, кое што комуницира со реалност. Ти комуницираш таа вибрација на енергетско ниво и привлекуваш негативни настани во форма на губење клучеви, губење мобилен, не знам, со колата нешто да се случи, некој проект да не успее, луѓето да те отфрлат. Едноставно, кога си во вибрација на тага, депресија и чувство на беспомошност, рефлексијата од реалноста е иста. Па кога ќе сватиш дека многу е битно во која енергетска состојба ти се наоѓаш, зошто? Затоа што ако се најдеш во друга енергетска состојба, ти ќе привлечеш просперитет, здравје, љубов и успех на сите полиња. И сега ние викаме, па да, периодот е така, периодот е вака. Периодот е така затоа што ние постојано пловиме низ енергетски осцилации. Вие фактички преку мојве видеа и процеси учите или учиш како да бидеш добар капетан на својот брод. Како твојот брод да се управува низ осцилации на позитивни и негативни настани. Да едноставно се справиш со сите бури лесно и едноставно. Едноставно да сватиш дека сега во моментот е бура, ти да си во еден енергетски центар смирен, каде што се е расчистено во твојата глава. Што значи расчистено? Расчистено со минатото. Луѓето живеат во минатото. Толку време поминуваат во минатото да тоа едноставно не може човек да поверува на несвесно ниво колку луѓето живеат во минатото. Второ, живеат во иднината, што ќе биде, како ќе биде, не сваќајќи дека сами ја креираат иднината. Значи, каде останува ние да сме? Каде е местото каде што ние треба да сме? Каде нашата душа цвета? Во сегашниот момент. Ние можеме само во сегашниот момент да го затвориме минатото и да речеме, окей, се десило што се десило, тоа останува во минатото. Иднината јас ја креирам. Јас сум во моето тело газдата. Јас сум управителот. Јас кажувам што ќе биде во иднината. Секако дека ќе дојдат секакви настани, но јас сум во мојот центар. Јас управувам со мојот брод. Не може иднината. Јас можам да ја креирам, не може да биде непредвидливо. Секако дека
А оваа игра наречена живот има и непредвидливи околности, посекако, нели? Инаку не би било ни интересно да пловиме само низ мирно море, понекогаш, нели, и самата бура носи некое спознание, но кога сме ние во нашиот центар, кога ние точно знаеме како да ставиме уздата на ова енергетско поле, уздата на нашиот ум и како ние да го управуваме ова, да речем, совршено возило, во која што се вози нашата душа, ќе знаеме точно како пловиме и во кој правец одиме. Мислам дека е јасно зошто треба да работиме процеси, без одредени ритуали, без нови информации, секогаш ќе одиш во небрано. Не знаеш што ќе ти се деси, секогаш ќе привлекуваш некакви погрешки, ќе правиш погрешни зборови, ќе се истрчаш со некои потези, ќе направиш погрешни едноставно одлуки, поразителни. Значи, се тоа го правиме, крајната цел е просперитет, успех, здравје и љубов. И одиме на процес број 4. Процес број 4, како скоро во сите видеа, еден од најважните процеси, нели, работиме со оној дел на нашата сенка, оние несвесни процеси што правиме ние на несвесно ниво и како да утврдиме нашата сенка која што не ја гледаме и што доаѓа од нашата позадина, од нашата подсвест фактички, што си правиме ние сами на себе си. Процес број 4 е работа со сенка. Целта на фактички овие процеси е ние да јасно видиме од каде ни доаѓа во нас да правиме такви погрешни потези и да донесуваме повторливи погрешни одлуки, нешто што не е добро за нас. Од каде доаѓа тоа ние да се истрчаме, од каде доаѓа тоа ние едноставно не сега вака ќе направам и не ми може мене никој и јас ќе го направам. Значи, од каде доаѓа тој порив ние тоа да го направиме, а после тоа да влеземе во комплетно, уникатно и едноставно бескрајно страдање поради тие наши избрзани, да кажам, одлуки или некои. Луѓето ме прашуваат од каде ми доаѓа тој безгнев, од каде ми доаѓа тој инат, јас губам, немам потреба олкава цена скапа да плаќам, сакам да сум со луѓето, но луѓето едноставно не сваќаат од каде доаѓа тоа, за да они се доведат самите себе си во губитоци и повторно да завршат во темен ќош во сопствениот дом, повторно во истата тага и повторно да живеат во заблуда дека секогаш се предадени од другите луѓе и дека никој во животот, јас имам клиенти кои што велат никој во животот не ме сака, сите ме предадоа. Јас живеам во постојано, значи ова се зборови од клиент, јас живеам во постојано предавство од другите. Значи, замислете го овој програм, живеам во постојано предавство од другите. Човек се затвара во себе си и толку е силна таа енергија, едноставно доаѓа, значи кога ќе пукне филмот, тогаш човекот вика што јас правам, што јас не знам, што си правам на себе си и никој пат не се прашува што правам јас на другите за да имам таков резултат. Процес број 4 е токму ова. Што правам јас на другите за да го имам овој резултат? Кои активности ги правам на дневна база за да го имам овој резултат од другите луѓе или овие настани мене да ми се случуваат? Убаво е да земеш сега да ги запишеш одговорите, бидејќи со подсвеста се комуницира само преку пишување, значи самото доаѓа од внатре, од егото толку ја прави поголема блокада да егото вели, егото е присутно само ти да преживееш, не ти да просперираш.
Егото е главен блокатор на нашиот просперитет. Не дека ние треба сега да го уништиме, некој вела да го уништиме, да го смалиме. Не, ние треба го разбереме и да му кажеме да нема потреба од генерирање на страв, нешто правам јас погрешно. Која е природата на моето его и како моето его е блокатор на мојата среќа. И одиме со следните прашања. Што изгуби во минатото? Кого го изгуби во минатото, а не си дозволив да тагувам целосно. Каде ја замолчив мојата радост, за да само правам како мора и како треба. Матрицата во која што живееме или општествените норми имаат нешто што мора и треба. Па јас морам тоа, па јас требам тоа. Луѓето некогаш се толку многу посветени на што мора и треба, да едноставно ќе се удават себе си и сопствениот живот, ќе фрлат личната среќа. И малку оние радосни моменти едноставно ќе ги прокоцкаат само како мора и треба. Ние ја гледаме и контролата од религијата. Религијата не е ова што се прикажува, што ние го знаеме за религијата. Има луѓе кои што буквално целиот живот го живеат аскетски. Едноставно никаква радост не сме, мора да се они продуктивни, мора да нешто работат. Значи, никогаш може да ве сака некој едноставно ради вашето битие, не е тоа што го правите за нив. Луѓето имаат погрешна представа за љубов. Дека мене некој ќе ме сака кој јас правам тоа. Може ништо да не правам некој да ме сака. Значи, тука дефинициите, не зборам за сите луѓе, зборам за оние кои што се премногу и премногу посветени на другите. Едноставно, животот го исцрпуваат само да угодат на другите, како мора и треба. Значи, верувајте, програмот на свесност од матрицата, од матриксот, дека ти мора да си се како треба и мора, и како прават другите, го ја убива твојата индивидуална, уникатна светлина. Многумина од вас што ме гледаат имаат посебна дарба во себе, посебен талент, што никогаш не може да дојде од израз од тоа пусто. Мора и треба. Морам тоа да го направам. Морам. Че тука малку да олабави, јас не викам скроз ништо, значи не одиме во црно и бело, тоа е еден оптимум, каде што и нашиот живот ќе има некаква поента, некаква цел. Значи, каде јас, тоа е тоа прашањето, го објаснувам прашањето. Каде ја угушив, каде ја уништив, каде ја отфрлив мојата радост, за да правам како мора и треба, бидејќи како мора и треба е исто така важен фактор да допринесе за тагата и депресијата. Што треба да ми се дозволи, од кого барам дозвола за мојот живот да биде просперитет? Кој треба да ми дозволи да ја почувствувам сопствената радост? Чисто се случува да ние, иако сме возрастни, бараме несвесно, на несвесно ниво, некаква дозвола од партнерот. Како истиот образец, истиот програм кој што сме го имале како деца. Едноставно бараме дозвола за да направиме нешто што нас ке не направи барем малку среќни. Луѓето ја прифаќаат депресијата, тагата како нешто нормално, но тоа не е нормално. Затоа, огромен процент од населението страда и бара излез. Мисли дека излезот во некаква добра судбина, дека Бог некако
ќе им надокнади за сопственото страдање, но Бог е неутрална енергија. Бог прифаќа се. Тоа е бесконечна љубов. И последното прашање, што треба некој да ми дозволи за да јас се чувствувам убаво? Кој е тој што треба да ми дозволи? Како да ја внесам мојата радост во мојот живот? Бидејќи радоста не е секогаш поврзана со некакви личности, некогаш радост и некој проект што ние го правиме, некогаш радост и садење на едно растение, негување на едно цвеќе, некогаш радост и нашите домашни миленичиња, некогаш радост и сончево утро. Че од кого барам дозвола јас да внесам радост во мојот живот? Кој треба да ми дозволи јас да сум радосна и зошто е тоа забрането јас да сум радосна? Бонус прашање. Што ќе се случи во мојот дом и во моето семејство ако јас сум радосна? Што се плашам лошо дека ќе се случи ако во мојот живот внесам радост? Се надевам дека сите овие процеси и вежби ќе ти помогнат да знаеш подобро да управуваш кога ќе упаднеш во тага депресија и чувство на беспомошност. Ние не можеме од еднаш и од два пати ова да го совладаме и тоа не значи дека откако ќе го совладаме ние нема да наидеме на тажни моменти или депресивни моменти, но ние, поентата која е? Поентата е ние нема да останеме долго во тоа. Човек кој што не вежба и не работи на себе ќе остане можеби и денови во тага и депресија, ќе стане едноставно тагата и депресијата дел од живот. Толку се луѓето навикнати на тој образец да ја лесно го препознаваат и станува дел оваа енергија од нивниот живот. Кога ќе почнеш човек да работи на себе, се помалку ќе останува во оваа енергија, се помалку таа ќе може да му го води животот и многу полесно и за пократко време ќе успева да излезе од тоа. Значи, која е поентата? Развивање на свест и еден спиритуален мускул, да ние останеме таму многу кратко време. Замислете сега, вие сте во ситуација каде што со сите вежби, со сите ритуали што ги правиме, едноставно не останете ни една минута во тага и депресија. Брзо излезе. Тоа е крајната фактички поента каде што ние ќе учиме како овдека. Јас во наредните видеа ќе споделам вежби, ново учење за умот. Целото електромагнетно поле околу нас, како ние го создаваме, како ние учествуваме во градба на нашето електромагнетно поле, кое што фактички ни ја дефинира реалноста, животот, реални настани, излегува фактички од нас. Сите овие учења кои што не потекнуваат од сега, а ние ако направиме паралела помеѓу религиските текстови, ова го говорат, квантната механика, истото го потврдува. Квантната физика исто, научниците и нашата ДНК и нашата е веќе се, тоа е мерливо и нашето енергетско поле е мерливо и како ние влијаеме на реалности која е нашата моќ, се е научно докажано и се е измерено. Метафизиката како наука ги потврдува и ги обединува сите овие, да кажам, од старите веди, од санскритот, од древните текстови, од модерната наука, буквално сите патишта водат до едно, дека ние сме тие што си ја создаваме нашата реалност. Па веќе ако ние сме тие што си ја создаваме нашата реалност да е просперитетна, успешна и да ние успешно научиме да пливаме низ брановите на оваа реалност
Ние фактички што повеќе имаме искуство како се справуваме со сите, нели, реални настани, е нашата вештина на добар, така наречен пилот или морепловец, управувач на собствениот брод. Во следните видеа и понатаму ќе продолжам да споделувам процеси, вежби, работа на себе, која што ќе ти помогне полесно да дојдеш до собствената светлина, до собствената душа, до твојата пасија, до твојата важност на твоето постоење. Се гледаме во следното видео.